Нов ден, нова представа од министрите на ДУИ. Еден по еден на социјалните мрежи се фалат дека ги потпишале условените оставки и ги доставуваат до премиерот. За политичките аналитичари оставките се уште една нова театарска представа на партијата на Ахмети, дека наводно интегративците се спремни да ги жртвуваат министерските позиции само за напредокот на земјата. Наместо за уставните измени, ДУИ да се залагаше за катастрофалните резултати во секоја сфера, некој ќе им поверуваше на тврдењата дека се залагаат за европска иднина. Во суштина, тие не се загрижени за тоа што довербата во судството е 0%, не се загрижени тоа што нивни високи функционери се на црната листа на Соединените американски држави, не се загрижени за тоа што корупцијата владае во Македонија, загрижени се за напредокот. Повторно ќе кажам, ова е само еден театар од нивна страна во која сакаат да привлечат внимание, да го отргнат вниманието од она што реално и се случува на Македонија. Пекевски потенцира дека владата е спремна на се само да го исполни тоа што го ветила и подпишала, и покрај тоа што ја нема поддршката од народот. Мене ми е страв дека владата ќе посегне по најнепосакуваното решение и ќе го направи истото како што го направи претходниот пат при промена на уставното име на Македонија, на нашата држава. Но верувам и би сакал да верувам дека овој пат нема да им успее тој маневар, бидејќи веќе очито е јасно дека 99% од граѓаните се против уставните измени и се против внесувањето на бугарите во измени, а за тоа да не добиеме ние ништо. Така да секогаш кога треба да се направи нешто, треба и од другата страна нешто да добиеме. А за да не ги остави сами во најавеното заминување министрите од ДУИ, спикерот на собранието Талат Џафери тврди дека и тој би се повлекол од функцијата доколку ВМРО ДПМН ги поддржи уставните измени, но опозицијата јасно потенцираше дека предлогот за влада на национално единство без ДУИ беше врзан со одложено дејство на уставните измени. Власта имаше доволно време да одговори, но не го стори тоа пошто опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски пред еден месец рече дека предлозите што ги даде партијата на лидерската средба веќе не се на маса.